и аз како представник на Либералната партија и нашите колеги не сме имале прилика да сега да се сретнеме на дуел вака со луѓе од коалицијата на ВМРО ДПМН. И уопште не сме изненадени, а за волја на вистината не гледаме некоја причина да тажиме за тоа и не знам зашто трошиме 5 минути вовед на Амди Бајрам, ВМРО ДПМН и слично. А адхокот си е креатура сама за себе, која што требаше да овозможи балансиран медиумски пристап и еве сега ако има мирна совеста, еве сте ви исполнили обврската и дајте сега да разговараме за оно што е битно. Тоа е прва работа. Втора, искрено речено, во сите дебати кои што сме ги имали во изминатиот период, некако таа адхок селекција никако не доведува да разговараме со сите оние кои што се учесници во предизборната кампања. Значи тука зборуваме за коалицијата на СДСМ, туку цело време сме групирани големата четврка од една страна, другите од друга страна. Ретки се и приликите за директно соочување по одредени прашања и по одредени теми. И во изминатиот период, надвор од она што сака големата четврка да го форсира во својот вокабулар, сака да го форсира затоа што во принцип сака да се обидува да зборува за така наречени големи теми за да ги заскријат сушност слабостите кои што ги имаат на суштинските теми. И затоа ќе дозволите само да резимирам, за да не го одземам времето и за другите. Баш ми е гајле што Амди Бајрам решил да не дојде во емисија. Дали сум доволно јасен? Јас додека сум жив нема да заборавам дека од заменик командант на специјална единица ме направи полното определба што ќе правите во кампањата. Реклами, па се враќаме со ги штитите членовите на ВМРО ДПМН. Поентата е опозицијска партија денеска кажува што ќе прави после изборите, кога ќе биде влада и кажува со кого сака, а со кого не сака да прави коалиција. Тоа е поентата. Ако вака ги, така да кажам, ги обесхрабрувате луѓето, и ако сте спремни вие да ја реформирате ВМРО ДПМН низ овие избори, истото се одесови на другата коалиција која е присутна овдека во разговорите, немаме за што да дискутираме. Значи не е прашањето каква ќе биде реформата на ВМРО ДПМН, баш ми е гајле искрено речено. И на луѓето на избори не одат за да реформираат ВМРО ДПМН, туку да изберат влада. Извинете, вака значи поентата ми е да бидеме конкретни и да не се држуваме на истории на ВМРО и политички партии. За каква реформа на ВМРО ДПМН зборувате? Јас ви кажав дека доколку коалицијата ВМРО за Македонија освои 15 пратеници, колку што ние имаме таргетирано и се надеваме, иако можеби некому му звучи тоа абстрактно во овој момент, доколку ние освоиме 15 пратеници, тогаш се разбира доколку СДСМ освои еден пратеник повеќе, дека тие ќе го имат мандатот и ние со нив ви преговарале за состав на едната влада, со тоа што тогаш нашиот глас би се слушал. Но доколку дали доколку СДСМ има еден глас помалку, а ВМРО има еден глас повеќе, со кого ќе правите коалиција? Мислите на пратеник, не на глас. Да, на пратеник. Се разбира, тогаш ќе донесеме одлука, но сигурно нема да направиме коалиција со Никола Груевски и корумпираното раководство на ВМРО. А ако има ВМРО еден пратеник повеќе и ВМРО Груевски не е председател? Доколку целата таа гарнитура биде избркана од ВМРО ДПМН, со Никола Поповски може или со Никола фала многу. Добро, реклами па имаме. Проблемот е во тоа што очигледно инсистирате на коалицирање со СДСМ. Едноставно нашата задача и сите анкети тоа го покажуваат да ги извадиме гласачите кои што не се определени и да си ги извадиме собствените гласачи, да ги мотивираме да излезат на избори и да дадат јасна определба за кого се, зошто се, врз основа на таа понуда и на крајот на криштата, она што е многу битно. Овие избори ќе ги решат токму тие кои што досега не гласале и оние кои што ќе најдат нова мотивација и вистинска определба за кого да гласаат. За тоа постои Либералната партија и со својата програма ги адресира нив и либералите. Конечно, да кажам, на крајот на криштата ние имаме и своји таргет групи. Затоа, веројатно, не изгледа интересно нашата програма, бидејќи можеби сме предиректни, преотворени и кажуваме и она што е добро и она што не е добро. А искрено речено, ако беше функционална коалицијата, таква каква што беше, немаше да биде и на СДСМ да кажеме. Немаше да бидат сите оние дешаванки што беа те мухичи, те лилиња, те како се вика булиња и така натаму. Затоа немојте да ги барате алибијата на собствените грешки во други партии. Ние за собствените грешки сме си плаќале. Истото ќе си го направи секоја партија која ќе учествува на изборите. Одеме понатаму.
Кампањата. Среда на Пари, држава. Точно. тешко дека ќе имаме Точно, наредните и затоа сега 20 вие години. разговарајте се сите за федерации, за јазици, за ова зона, затоа кажувам, мене ми е криво што Заев и уфрли темата, Груевски си ја експлоатира до крај и сега цела кампања ние ќе збориме за виртуелни прашања. Проблемот е во тоа што на овие избори одиме за да ги консолидираме институциите. Затоа вториот дел од слоганот е за консолидирана Македонија. Нема држава без институции. Без институции нема кој да го гарантира владењето на правото. Без владење на правото нема капитал, нема право нема остварување на профит, нема стабилност. Што сакаме повеќе? Овие избори се направија за да бидат консолидирани институциите, не за да се решаваат прашања на уставот, затоа се прават избори за уставотворно собрание. И прекинете им ја игранката на сите овие кои што сакаат да ги запостават вистинските теми и да си играат политика со тоа што ќе си ги билдат рейтинзите на секоја втора анкета што си ја нарачуваат. И во тоа им улетуваат медиумите во игра. Едноставно не им влегуваме во игранката. Тоа е нашата порака. И таа е порака до пржинската четврка. Второ прашање кое што го отвараме. Ајде сега да зборуваме за тоа како можеме да ја департизираме, да ја тргнеме партијата од власта, да се тргне тоа единство меѓу центарот на кој што создава центар на моќ, затоа што тој центар на моќ, таа партиско влијание во институциите, тоа претворање на институциите во партиска испостава, ги киднапираше сите бизниси, ги киднапираше сите општествени процеси. Тоа се прашањето. Заради тоа, сега можеме да поставам едно прашање до сите соговорници овде. Ајде, што ви е даночната политика? Што е буџетската политика? Или сите ќе тртляме овде за устави, за федерации, за ова зона, за нешто што на крај никој нема да го зборува на 12 декември, него сите ќе се тепаат кој да влезе во влада и какви тендери да лапат. Според вашиот Величковски па реклами. Тоа е за сиромаштијата. Статистиките се јасни и точни и дали некој во кампања ќе употреби 99 или 75%, сиромаштијата постои во Македонија. Прво, ние немаме квалитет на живот. Може да имате 200 евра плата, ако животните трошоци ви се 300 евра, џабе ви се 200 евра, ви фалат уште 100. Затоа одиме со системот солидарен концепт за излез од банкарското заложништво во моментот за 28.000 семејства кои ќе добијат грейс период и репрограм на долговите со државна гаранција. Значи, ако ги тргнеме банките и ги извлечеме луѓето од тоа должнишко робство, сиромаштијата по основа на банки, камати на камати и нотари ќе биде елиминирана токму заради тоа што луѓето ќе бидат извадени од тешката ситуација без оглед на тоа што примаат плата. Ова е веднаш во делот на решенијата. Второ, нема да ги зголемуваме даноците и не прифаќаме промена на даночната политика, бидејќи имаме за цел приватниот бизнис да не го оптеретуваме двојно. Со лошата буџетска политика десничарите го утепаа бизнисот, со предвидената прогресивна поголеми зафаќања во данокот на левицата ќе го дотепаат бизнисот. 70% од вработените се во малите и средните компании. Нашата задача е нив да ги узгајаме, заедно со сите оние други големи фирми кои што се генератори на економија, на извоз, кои што се генератори на GDP-то. Значи, внимавајте за што зборуваме. И затоа кога зборуваме за овие прашања, дајте да зборуваме и за решение. Во вториот дел, значи, оставете кога ќе се менува изборниот модел. Изборниот модел можеше да се промени во пржино. Се договорија Заев и Груевски за 5 минути, исто како за СЈО. Да не му видите мандатот 18 месеци. Добро, и вие премногу не се растргнавте да го спречите тоа. Можевте да протестирате помалите, да се соберете пред пржино. Да се собереме пред пржино, да се соберам пред Бихачка. Абе не се замараме со нив. Нашата работа е сега да си ги завршиме работа. Вашиот интерес е да биде една изборна единица. Нашиот интерес е отворени листи, нели е ваш интерес? Точно. Значи ова сме го кажале во 2002 година. Никој не послуша. 2002 за прв пат се воведе изборниот модел што е денес. Мислев и Ангелов. Како што предметот протестираше, можеше пред ова партија кажувала за работи кои што денеска ги откриваат како топла вода. Значи тоа што либерална партија постои 25 години е и хендикеп, но и предност. Значи дајте затоа сега да не се лажеме. Ние кои ќе дојдеме ќе го смениме изборниот модел. Па колку години ќе трае ова собрание што сега ќе го избереме? Замислено да трае 4 години. Како вие ќе го менувате собранието со промената на Што е проблем во првите 100 дена да го промените? Ако се договориме, па променете го моделот, пратениците ви остануваат исти, нова политика се избрани. Значи, ако зборуваме фер, поентата е за 18 месеци, најкасно ние повторно да имаме предвремени избори. И јасно е дека каков год да е излезот, да е исходот сега, ние за година и пол повторно имаме предвремени. Не зборевме до сега. Значи, заради тоа се јавив за збора, ако сакате вака. Се надам сега не ве прекинувам, така? Па не би требало, јас сум културен и не ви навлегувам во збор воопшто. Презентирате ги вашите ставови, нема никаков проблем.
Нека кажат Вие ќе им држите гласачите, предавања ќе ви на кажат. студентите. А во делот на излагањето, таа реплика воопшто не беше наменета на вас, ако сте доживееле така, тоа е ваш проблем. Зошто велам? Нема културата налага да бидете барем малку по-внимателен према соговорниците. Како што сум јас внимателен. Многу сме Продолжете. внимателни. Токму Продолжете, заради тоа- слободно. Токму заради тоа што сме многу внимателни, јас кога зборувам за бесплатни лижавчиња, зборувам за тоа дека овдека сите зборуваат што ќе земат од буџетот и како ќе го дистрибуираат. Јас да речеме за промена, овде ќе изложам што ние сме дефинирале како да обезбедиме во буџетот со сегашна даночна политика, бидејќи сметаме дека зголемувањето на даноците ќе предизвика зголемен обем на зафат во бизнисот, малиот и средниот кој е најоштетен во моментот. И замислете сега, ако дојдете да речеме до 1.000.000 евра, вас ќе ви земат по некои предвидени нови левичарски даночни зафаќања 20% да речеме. Ќе ви земат 200.000 евра данок. На 200.000 евра данок, вас ви се исплати повеќе да заработувате 750.000 евра. Така е во Канада, Значи, па и во Америка. тоа е проблемот, што ние не сме Канада и не сме Америка. Ние мораме сега да го оспособиме Добро, бизнисот зошто да не ли се генерира повеќе доаѓа пари. прогресивниот концепт? Например, за едноставна плаќање причина. на казните. Од едноставна Се кавате во Германија, ГЕЦ беше, плати 400.000 евра. Казна не е даночна политика, казна е казнена политика. Не, дали Казната тоа политика е друга дали работа. тоа може ке казните се Градацијата употреби? во Зошто казната- богатите да не плаќаат повеќе? Казната, градацијата на казната е една работа и за тоа се согласуваме. Данокот е општа давачка и таа си има дефинирани димензии и величини. Второ, кога ги зборуваме, речеме, за овие нетипични решенија, затоа што нашите решенија се како да го оспособиме бизнисот. Оспособен бизнис генерира работоспособно население. Инаку ќе зборуваме за социјалната помош колку да биде висока. Поентата е што помалку луѓе да добиваат социјална помош, односно што повеќе луѓе да бидат во пазарот на труд. Меѓутоа, Груевски веднаш ќе ви рече, ние тоа го направивме, го намаливме данокот за да го растовариме бизнисот. 10 години поминаа, така? Имаме Значи, рамен во данок. вториот дел. Дали се растовари бизнисот, дали се зголеми бројот на вработени? Не се растовари бизнисот заради тоа што се зголемија скриените давачки. Ние тие сакаме да ги елиминираме. Во делот на струјата, сите велат ќе ви дадеме ефтина тарифа. Не бе, ние не ви даваме Имаше ефтина тарифа. проект регулаторна гилотина, се кава. Значи, така е. Имаше проект, никогаш не се случи. 2008 затоа излеговме надвор. Не се секирете, знаеме ние зошто не... Знаем јас зошто сум ја прекинал таа коалиција. Вториот дел од одговорот. Ако сакаме да зборуваме за струја, на кого му треба ефтина струја? Само на граѓаните? Не, на бизнисот. Зошто ја сопреа либерализацијата на пазарот на струјата? За 35% поевтина струја гарантираме со либерализацијата на струјата во први 6 месеци. А зошто е 35% поевтина струја потребна? Објаснувањето беа обратни дека со либерализацијата ќе се зголеми. Не, затоа- за бизнисот се намалува, овие се објаснувањата, за да, семејство. овие се објаснувањата на оние кои што не сакаат да се случи либерализација. И не е точно. Прво и основно, ако вие изголемите, ако ја намалите цената на струјата, се поевтинува македонскиот производ. Што ме поевтин, тој е поконкурентен. Што ме поконкурентен, вработува повеќе луѓе. Нашата цел е не по еден вработен во семејство, туку плюс уште еден вработен во семејство. 3 плати или 2 плати се повеќе од една во семејство. Бранко на квадрат, така. Столе да дадеме простор. Ние имаме многу едноставна формула. Пазарот ќе може да регулира. Државата има за улога да овозможи пазарна регулација. Државата има за цел и улога да донесе вистинска регулаторна комисија. Во овој момент сите планови што ги слушам за енергетиката се само како да се задржи овој формат на Пишувам- регулаторната комисија и сите оние што го продаваа или сега го ЕСМ или сега го држат монополот на ЕВН, како да го одржат монополската позиција на ЕВН во моментот. Цитирам од Библијата, мислам дека е Богу Божје, царе царево. Да се разбереме, либералната партија не е црковна институција, ниту е црковен суд. Она што е наше е да возможиме и да гарантираме секуларност, значи во пристапот, и тој се однесува кон сите верски заедници. Ако зборуваме како верници и слично, за тоа ќе зборуваме надвор од јавни емисии. Она што е политика на либералната партија и цело време го кажуваме. Да не се лажем, инаку никој не сака да види неединство. Но за тие прашања црковни си одговара црквата и за тоа си разговараат црковните лица. Она што е битно за нас, за одвојувањето на секуларност. Токму затоа зборуваме дека ние строго инсистираме во јавното образование и во јавните објекти религијата да нема допирна точка надвор од она што станува збор за социолошка наука и слично. Прва работа. Втора, има да биде дека секуларно, затоа што секуларноста е еден од темелите на државата. Предупредувам во неколку наврати, ќе предупредам и сега.
Немојте да ни се случи после нападот на секуларноста во Македонија, национализмите да ни изгледат како детска играчка. Светот е променет, светот се движи кон нови предизвици. Да не ги воведуваме темите и трновите во својата нога непотребно. Че верна наука не. Не. Добро, слушам. Добре. Еве администрација. Администрација. Најавуваме дека ќе има редукција на администрација. Тоа морам да ви кажам, на пример, од Хрватска. Непопуларно. Нема никој храброст да каже дека Непопуларно, треба да знам. се намали. Еве, На пример, кажуваме, Мост треба. имаше вели не смее ниту една локална самоуправа да троши повеќе од 20% од буџетот за така. Ама на за овие избори плати. идеме затоа што 10 години ги затвараме очите пред вистината. Сега нашето решение не е да луѓето останат без работа, него целта ни е на приватни ентитети да им дадеме јавни овластувања и таму луѓето од администрацијата да влезат. Значи тие ќе ги остваруваат врз основа на пазарни вредности. Тоа е така наречен извор администрација на отворени извори. Зошто ова го велам? Затоа што и во 3 смени ако сакате направете администрацијата да работи, ако имате 300.000 администрација, 300.000 и тачка, тие пари ги троши. Ние немаме ниту потреба, ниту имаме капацитет да издржуваме толкова администрација. При тоа го воведуваме принципот. Последен дојден, прв заминат, за да не се нарушуваат и генерацијските системи. Значи не треба да биде тоа партиска желба, не знам, овој ќе го бркаме тој. Не. Значи дека си биде по систем, да не биде тоа нешто што ќе зависи од лична или партиска воља. Второ прашање? Второ прашање за администрацијата, го кажавме за полнењето на буџетот. За полнењето на буџетот ги кажавме овие форми директно, значи бидејќи немаме намера да зголемуваме буџет. Напротив, нашата цел е од 3,4 да се сипне буџетот на 2,9 милиарди, односно 500 милиони евра да останат во Македонија повеќе со помали буџетски трошоци. При тоа не зборувам за буџетски инвестиции. Ова е, значи, сите наши мерки за разлика од некои други, сите наши мерки се таргетирани на краток рок до 6 месеци, на 2 години и на 4 години, бидејќи една влада максимум може да трае 4 години. Оно што натаму во делот на полнењето на буџетот. Ако го проектирате да биде помал, сигурно дека 67 милиони евра не ви се планови да земете во казна. Вие процентот на казните како ставка во буџетот го ставате како процент од вкупната бројка што сте проектирале во буџетот. Нормално дека немаме за цел да ги зимаме таквите казни, затоа што тие казни повторно ги прибират од оние на кои што сакате и сметат дека треба да им останат парите. Нашата цел е повеќе пари во бизнисот и меѓу граѓаните. Уште една мерка, бидејќи за земјоделството не верувам дека ќе имаме друга прилика да збориме. Со 22 концептни приоритети што ни се изложени во програмата, нема да ги зборувам овде. Предвидуваме намалување на дефицитот кој што во моментот е 300 милиони евра за увоз на храна, плюс 100 милиони евра што се даваат во субвенции, тоа се 400 милиони евра или 500. 150 сега. Еве, значи ние го ставаме за окружена бројка. Тоа се 500 евра годишно за 42.000 семејства. Значи тоа е пример како ќе им дадете повеќе пари на граѓаните и како ќе го Кратко, се борите за промена на власта, а тоа го правите со редефинирање на државата. Добро, тоа не знам одговара кој на форма за федерализацијата. редефинирање на државата, веројатно На постулати. сте ги слушале постулатите на ВМРО ДПМН, Странски на инвестиции. СДСМ и слично. Не знам зашто Странски инвестиции. Странските инвестиции ќе И имаат тоа еднаков беше како статус, праш. ќе имаат еднаков статус како и домашните инвеститори. Не може да има различност. Кеновски кратко на вие некој прашање. Да, значи нашиот став во однос на администрацијата. Дискуски со ВМРО јасно кажавте дека нема да коалицирате, а не ви прави кеф многу и коалицијата со СДСМ, ако дојдете у... Во два дела бидејќи убаво прашање поставувате, во всушност сите прашања се убави, може само да има лоши одговори. Во првиот дел зашто велиме дека овие тези, знаете, немојте со ова раководство на ВМРО, ама со друго може. А другото раководство на ВМРО фери демократски ќе им биде избрано у партија, исто како и ова ќе им биде донесено, октрирано. Втора работа. Претпоставам дека сега вака не се однесува на мене бидејќи ја го кажав ставот. На овие избори и после овие избори секако не. Говорам за можеби некој едно време. Да се разбере. Добро. Гледај ако може да ме прекинете. Па добро не, да не испадне дека, Ама како убаво си ишкате муват од капата, многу ми се. Апсолутно не искаме, кажуваме принципи. Значи во делот на коалицирањето со СДСМ. Ние кажуваме дека нашата политика не може да биде спроведена со ваква конзервативна политика на десничарска партија. И затоа многу јасно кажуваме што ни се целите. Овие точки за кои зборувам, при формирањето на едната влада ќе бидат предмет на договарање. Јас тоа не го крием, дека ние имаме за цел да имаме нова влада,
Без ВМРО, 2000 без Да, дури. 2006 Тачка. нешто слабо се договаравме нешто, не брзо, односно брзо се договаравме. Нормално и заради тоа дојде 2008. Значи јас ве подсетувам, јас Добро, сум не сте вие либерална председател, партија од окей, 2011. добро. Јас сум тој што даде оставка 2006 од генерален секретар заради коалицијата со ВМРО ДПМН. Тачка. Да кажат гостите, каде работат нивните членови на семејствата? Буџетари се или во приватен сектор или има некој не вработен? Слушател. Може да зборам? Да, можете да одговорите на прашање. Мајка ми е пензионер, сопругата е лекар во јавно здравство, брат ми е новинар, Горан Величковски го знаете. За Зекманија, колега ми беше Да. факултет. Не знам да таму да идам. Мислам дека е доволно. Сад бал да за нешто тие работи, Татко нема ми Бог да потреба. го прости, беше пензионер. Многу ми одлично што ми дадовте можност за ова да одговорам. Прво, во секоја установа вие знаете кој е вработен. Примерот да некој работи 10 години на договор на дело, а сега да пред 3 месеци да биде примен некој по партиска нарачка, ви зборува за тоа дека всушност администрацијата е уништена. Во делот на тоа, после да дојдем прв заминат. Прво гледате кој е за пензионирање. Тоа е природна селекција, тука нема партиска одлука. Второ гледате колку ви се потребни во една фирма. Во една институција се извинувам. Тоа значи дека вишокот треба да го селектирате не по тоа кој ти се свиѓа, кој не, него гледаш како да не ги оштетиш генерацијските текови, значи треба да дојде и една генерација да научи да работи, нели да напредува во службата, а во исто време гледате кои се тие кои што доаѓаат, кои што им се чукаат картичките на работа, а не доаѓаат на работа затоа што се у партиски штаб. И тие ви се на листата последни примени, затоа што тие се треба да си одработат работата за партијата. Значи нема љутиш, нити јас да одлучувам, нити вие, нити гледачот, нити слушателот. Фино законски се решава тоа. Но тоа е во делот на партиските вработувања. Да ги објаснам делот на само да го објаснам делот на пренесување јавни овластувања на приватни ентитети. Секогаш илустрација даваме, значи да дадам целосен одговор. Денес имате централен регистар. Во него меѓу другото регистрирате и фирми. Централните регистри во многу западни земји знаете ли каде се? Не се државни институции, во стопанските комори се. Што има јас да регистрирам фирма во државна институција? Си идам во комората и затоа ќе ги засилиме и улогата на коморите. Тоа е нешто како платниот промет, порано беше одржан. Гледате како можеш и во банките да функционира. Значи, такви решенија даваме. Тоа да не биде на буџетска сметка, извинете. Кекеновски послушател Да, чека. како ќе ги... Значи, постојат... 5 на 24,5 министерства да идеме нема потреба. Напротив, имаме агенција за иселеништво, но односот кон иселеништвото не е агенцијата или не е институцијата во Република Македонија, напротив, односот кон иселеништвото е можност како вие да ги одржите врските со оние кои што не сакаат да се вратат назад, односно живеат некаде другде, и односот е како да ги вратите назад да инвестираат. Јас да потсетам дека сите странски инвеститори, значи македонски инвеститори од македонската дијаспора, кога зборам за македонска дијаспора, зборуваме за македонци, за албанци, за се што е иселено од Македонија. Како македонска дијаспора да дојде да инвестира во Македонија. Значи нема инвеститор вратен, ајде да не претарам, во 99% случаи што дошол, инвестирал и си рекол што мајка барав овде и си се враќа назад, бидејќи тој не добива субвенции од владата, не може да ги брка работите онака како што им ги бркат на големите компании и нормално го оставаат сите да се шутка по администрација од еден на друг шалтер. Заради тоа, кажувам дека нема потреба ни од Министерство за емиграција, за дијаспора, како сакате да кажете, и на крајот на краиштата нашиот однос во тој дел е многу јасен. Ние ни листи во дијаспората не поднесовме, затоа што нашиот пристап не беше дека ние сега треба да се фокусираме на прашањето на дијаспората. Напротив, со една изборна единица, само оно во што сме сложни сите партии, еден гласува, значи и во Детройт, и во Дебар, и во Делчево за иста листа. Така можевме да го решиме. Имаме две-три теми што како тоа се залага тој за либерализам, а овие сите странски западни држави страшно си ја штитат својата економија, да речеме при увоз на артикли од железара, да речеме на пример, или пак си го штитат пазарот на трудот, па не може било кој таму работник да бара работа. Значи тоа е прашање. Секој работник може да бара работа на западниот пазар доколку го има регулирано својот престој. Продолжете и информирате се. Следно прашање. Само до Кекеновски Стојан Андов за време на референдумот за независност беше во Виница, во Дојран, во Солун или на билета на площад? Во Дојран, па гласа во Кавадарци заминува во Дојран, утре дента иде во Солун. Аха. Значи на 8 во Македонија, не за друго сум го видел пасошот, го чува намерно заради трите гласови. Потешко прашање. Линија. Значи Слушалките се. Прво да се разбереме, значи
во делот на субвенционирањето ние имаме многу ригидна политика како либерална партија. Но ова се субвенции кои што ќе ги поддржиме, значи државна помош, репрограмно одредени, така да кажеме, постапки или компензации со ДДВ и слично за компаниите да можат да инсталираат итно, значи зборам за големите производни капацитети кои загадуваат, да можат итно да вградат неопходни филтри. Прва работа. Втора, еве ги последиците, значи, знаете, сите не нарекуваат дека сме елитисти и слично, кога велевме не дозволувајте увоз на автомобили со ниски стандарди еколошки. Еве сега дојде, после 3 години не можеме воздух да дишеме во Скопје. Натаму, значи политиката на омасувување на јавниот превоз е неопходна, на зголемената употреба на јавниот превоз. Во Скопје, веднаш да кажем, оние смешни замисли за купување електрични автобуси, ќе потрошите за 20 електрични автобуси, Коце Трајановски планира да потроши исто пари колку за изградба на 2/3 од трамвајски систем во Скопје. Слушател Јамет, добар ден. За сите бе рекол политичари, вклучително и за мене, лекарски уверенија. Значи, потребата од лекарски уверенија за право за учество во политичкиот процес дефинитивно се потребни. Во делот на тоа што го декларираме, значи, по прашањето на ЛГБТ заедницата, кај нас е достапно на 4-та страна од партиската програма, во делот приоритети за маргинализирани групи и слично. Сакате да ви трошам време сега или да ги повикам гледачите само на ЛПО-РГМК? Нека читат. Ова со Ангеловски, Па доволно кажува, самиот наслов доволно кажува за човекот кој што го напишал тоа. Јас се задржав на делот дека се потребни лекарски уверенија за тие што учествуваат во политика. Значи сметам дека е комплетно смешна таква изјава. Значи маргинализираните групи, вклучително и ЛГБТ и заедницата, мора да бидеме да признаеме дека не случајно се нарекуваат маргинализирани групи. Значи ако вие почнете да мразите, јас гледам во Македонија, се мразат хомосексуалци, па македонците мразат албанци, албанците мразат македонци. Значи ние политиката македонците него себе така, ние сега на фобии на омраза ќе градиме нација. Значи извинете, тоа е неприфатливо. Во делот на, значи на правото на сексуална определба, во делот се, ако зборувам за маргинализирани групи воопшто, во делот на заштита од семејно насилство. Значи ние имаме жртви на семејно насилство. Вчера подпишуваме декларација дека ќе усвоиме дека ќе ратификуваме Истанбулската декларација. Ве молам, па таа не ратификува 4 години. Немајте да си не ме фаќате за збор сега. Столе, ќе подсетам дека времето ни оди. И сега ние ќе зборуваме дека за владење на право и слично. Инаку, во делот на ЛГБТ заедницата, значи ние прифаќаме дека тие парови може да живеат во мрачна заедница, односно она што го нарекуваме регистрирано партнерство, семејно партнерство, како што се нарекува и слично, затоа што тие луѓе имаат право потоа да си ги остваруваат социјалните права. За брак и натаму не кажуваме. Слушател би требало полека да привршуваме. Слушател. Мислам дека двете анкети има за обект да ги превенираат развојот на изборите во предржинската четвртка. И истото го очекуваме во следните анкети. Инаку она што сакам да го напоменам е дека за жал многу медиумски уредништва наместо да држат онај проопозицијски или провладен курс, за жал на крај завршија во провомровски или проСДСМовски курс. Благодарам за вашето гостување. Карикатурата дали имаме